Словачка не излегува на море, но тука се Татрите со атрактивните скијачки центри и најсилниот магнет кога станува збор за туризмот – Дунав, бисерот на словачката туристичка мапа. Братислава вешто ја спакува и успешно ја продава својата историја, уникатност и отвореност. Половина од вкупниот број на туристи кои ја посетуваат Словачка доаѓаат овде да ја доживеат во вистинското светло Братислава. Словаците тоа навреме го сватија и тргнаа агресивно во обид да привлечат што е можно повеќе странски гости. Бројките се импресивни. Од само 50.000 во доцните 90-ти до 2 милиона во 2014-та. Од туризам живеат околу 60.000 словаци, што е 2,5% од вкупно вработените. До 2020-та се планирани 7 милиарди евра инвестиции во туризмот. И членството во Европската Унија си го направи своето. Шенген е можеби најголемата придобивка. Словачка денес е достапна без граници, без визи и без пасоши за повеќе од 500 милиони европејци. Во овој EU Карван ви го представуваме словачкиот модел за развој на туризмот. Најсоодветните два прекари за преубав град. Ја викаат убавицата на Дунав или малиот голем град. За Братислава зборувам. Може би е мала со 500.000 жители, но е најголемиот град во Словачка. Веќе сте воодушевени од незината убавина по само неколку кадри, нели? Сосем нормално. Единствениот главен град кој граничи со две држави, Австрија и Унгарија, а се распостила на двата брега на Дунав, но и на Морава. Историјата на градот е под силно влијание од страна на различни нации и религии. Свој белези оставиле австриците, чесите, унгарците, евреите. Бил главен град на кралството Унгарија и дел од големата Хабсбуршка монархија. Ликот на Братислава се карактеризира со средновековни кули и грандиозни згради на 20 век, но претрпе длабоки промени во градежниот бум во почетокот на 21 век. Историскиот центар се карактеризира со многу барокни палати. Едноставно, во Братислава има што да се види. Замоци, катедрали, нови современи градби. Себе плени во Братислава. Тоа што Братиславскиот регион е најмал во државата, воопшто не пречи. Напротив, регионот е најразвиен од сите други. Овде се остваруваат дури 26% од целиот бруто домашен производ на Словачка. Повеќе од 75% од братиславците работат во услужниот сектор – трговија, банкарство, телекомуникации и туризам. Во однос на последново, туризмот, Братислава представува портал на Словачка, лоцирана во центарот на Европа со одлични транспортни врски на 60 км од Виена, на 200 од Будимпешта и 300 км од Прага. А во градот има што да се посети, да се види и во секој случај да се вкуси. Ќе вкусите тоа што ќе ви се допадне на прв поглед, но јас сакам да ви предложам што би морале да видите. Белиот замок или Братиславски замок е бисер на градот, сместен во стариот дел на градот на брегот на малите Карпати на Братислава, со извореден поглед на Дунав. Дефинитивно е заштитниот знак на Братислава. Замокот е 85 метри над Дунав и нуди прекрасен поглед и на реката, но и на соседна Австрија. Зградата е украсена со 4 кули. Главната кула потекнува од 13 век. Се наоѓа на југозападната страна и е висока 47 метри. Дворецот се користи за различни археолошки и музејски изложби. На третиот кат од дворецот е поставена изложба која ја прикажува историјата на Словачка. Во северното крило, кој порано било катедрала, сега е сместена концертна сала. Во паркот на замокот се наоѓа и салата на витезите. Во 2008 година отпочна голема реставрација на целиот замок кој траеше 5 години и чини меѓу 47 и 62 милиони евра. Тогаш дворецот бил целосно обоен во бела боја. На крстосница меѓу Карпатите и Алпите, дворецот почнал да го гради Стефан I, унгарски, околу 1000 година од новата ера, но не успеал да го доизгради. Првите пишани документи за Братислава се поврзани токму со овој замок. Во 12 век замокот добил романски карактеристики. Бил уриван, пален па повторно граден. Најавтентичен изглед до денешниот му дала Марија Тересија. Но во 1811 го зафатил голем пожар и не бил обновен се до 1953 година. Во замокот има голем број прозорци кои нудат прекрасен поглед. Музејските поставки даваат изворедна слика за минатото. За добрата забава во градот не споменав ништо. Ја има, ама таа ве наоѓа вас.
Разговор со господинот Франтишек Фабијан, туристички експерт од Словачка. Mr. Fabian, what is the tourist image of Slovakia today? Today, the image is quite positive in terms of the business clientele as well as the leisure clientele, which is evidenced by the reviews on TripAdvisor, on Booking.com and other portals online, as well as offline satisfaction responses which we receive as Bratislava Tourist Board, as well as the Slovak Tourist Board, as well as our group of travel agencies. You find that promotion is the biggest challenge. What is the product? History or something else? There are several dimensions which suit different segments of clientele. Some of them like nature, some of them like sport, some of them like culture, some of them like history. Some of them come for experience travel, so they want to try things, to do things which they have never done before. And some are young people who would like to enjoy the nightlife, festivals, music, dance, and just to entertain themselves. So for all these segments, we have specific products ready-made within different pricing categories. Because of course you have to understand, some of them are backpackers who search for hostels for 12 euros, and some of them are really high clientele of delegations which come and are ready to pay 150 or 200 euros per room night. What is Slovakia known by among European tourists? Among European tourists, it is known that it is a city on Danube. Danube is probably a bigger trademark than Bratislava, or maybe even Slovakia, which is sometimes misunderstood for Slovenia wrongly. But happily, because Slovenia is a very nice country as well. So it's Danube. Second, it's for high Tatras, very nice high peaks, rocky mountains in the north of the country. And then cities of Bratislava, Košice, Banská Bystrica or other mining cities. And sometimes people surprise us by the knowledge which they have about Slovakian villages and Slovakian UNESCO protected sites, which we have 7 of. What about the price of services compared with similar European countries? Similar European countries, that's a good question. But if I say a beer costs between 1 to 2 euros, in the downtown it's between 1.5 to 2 euros, otherwise you can get it even for 1 euro. Accommodation for 4 stars level, it's somewhere between 50 euros to 110, 115, including breakfast and all taxes. Guide would cost you around 30 euros, but if you, now listen to my tip, purchase a city card for 13 euros, you get it for free, and then in addition you get a free public transportation to it, then it's not that expensive. It's, I would say, a relatively inexpensive destination. What about the accommodation facilities? Are they on a European level? Did they match European standards? I understand what you're saying. There has been a lot of progress done within the last decade. And only in the last 6 years, there have been 12 4- and 5-star hotels freshly built in Bratislava, out of which all of them belong to international chains. And these also contribute to sharing knowledge and setting the benchmarks for the other hoteliers and other services and sharing the know-how, how to do the business, how to make the procedures in a way that people are really satisfied and they come back or say to their neighbors or friends that it's a good destination. Also, what is important, these hoteliers market the destination because they have the network and they would like to boost the productivity of their hotels. Are the EU funds available to develop the tourist sector? There were a lot of funds available, and now we are talking about dozens of millions of euros in the previous program of the European Union, which helped a lot to build the infrastructure, which helped to rebuild historical sites, which helped to rebuild or even build new hotels. And this was also used, and they were also used for marketing of the destination, meaning promotion. So new catalogs, new photographs, new online portals, contribution or participation in international fairs, and everything was in one package. So I am very happy that those funds have come and supported this industry, which has a lot of potential. Macedonia is landlocked country as Slovakia, but we are small too, but we have a great location. What can be your advice to Macedonian tourist workers? What I would suggest is to
first focus on the domestic market of Macedonia, but as Macedonia is quite small market, in the first step also to include the region, meaning the surrounding countries to Macedonia, highlighting the major priorities in travel. Probably the capital city Skopje and some other stuff which you have around in the nature or history. I know that the history of Macedonia is quite impressive, including Alexander the Great, which everybody knows, so you can have a brand name already within your history. And the surrounding countries can support a lot the travel industry. Show them that you are different. That in the summertime, some of them go to the sea, which they have. But then if they would like to experience something else, they can go to Macedonia. And even though being a small country, you can do a lot in this respect. Михалската порта во средниот век била еден од 4 влезови во градот. Во тоа време заграден со високите ѕидови на тврдината што ја чувала Братислава од освојувачите. Денес ова место е една од најголемите атракции во градот, особено интересна за туристите од Азија, кои и без да трепнат слушаат за историските случувања во срцето на стариот континент. Портата на Михаил е единствената зачувана од 4 кои некогаш биле влез во Братислава. И неа треба да ја посетите од мноштвото знаменитости. Изградена е во 1300 година, а својот барок изглед го добива во 1758 година, кога била поставена статуата на Михаил Измеот. Во 7-катната кула над портата има музеј на оружје, а од 6-тиот кат терасата нуди единствен поглед на Братислава. Модерното време носи своји потреби, па сега пред портата можете да направите и добар шопинг во луксузни продавници. Why is Bratislava attractive destination for foreign tourists? Bratislava is a unique destination. It's a smaller city located on Danube in the Central Europe, very close to Vienna and very close to Budapest and Prague, which are distant for one-day travel. It's also very attractive destination for businessmen to travel because there are a lot of foreign companies who have their seat here, and thus they travel here to work for their own companies from abroad. What apart the location makes Bratislava attractive destination? The most attractive part of Bratislava is the old town and the castle, which you will probably see today, as well as several attractions which are located within Bratislava. We have a UFO-spaced restaurant atop of the new bridge. We have very nice squares full of green stuff. We have very nice old theater. We have a very nice house of the Philharmonic. We have beautiful main square, a lot of fountains, friendly people, and of course these kind of vehicles which we are just traveling in. What do you usually offer to the tourists and what they like most? The basic thing is to see the city, and exactly that's what we are offering them, meaning guides or audio-guided site inspections or sightseeing using these kind of vehicles which feature 13 different languages. That's the major. Second, it is the speedboats on Danube, so meaning motorboats, speedy ones, or traveling to Vienna for one-day trips. Eventually going to musea, galleries, going for rafting on whitewater, or surroundings of Bratislava, which features a lot of vineyards and other beautiful natural stuff. What has changed in your business after 2004 when Slovakia became a member state? We had to refocus a bit because before, from Bratislava it was more difficult to travel, and also to reach Bratislava it was much more difficult because of the borders. As Bratislava is bordering very much with Austria, which is only 4 kilometers distant from Bratislava,
and Hungary about the same. It was, and also the Czech Republic, which is 1 hour distant from Bratislava only. This was essential to bring down the barriers for travel from abroad. And this has actually helped a lot because the Austrians, especially from Vienna, were not familiar with Bratislava at all. So even today there are hundreds of thousands of visitors from Austria only coming to see Bratislava and its surroundings. So this definitely helped. They don't need any passports anymore. And moreover, they have the single currency, just like in Slovakia. We pay by euros. It's very easy for them to get oriented with the prices and also to calculate the overall costs for their trips. Apart the freedom of movement that you mentioned already, what else? What are the other advantages from the membership into the European Union? Maybe infrastructure. Do you improve the infrastructure or something like that? Infrastructure is definitely very important. We have built new highways and connections, for example, to Vienna, and not only to Vienna, but also to Vienna Airport, which is located between Vienna and Bratislava. And this is the main route for clients who are flying to Bratislava to come over, because Vienna International Airport is one of the busiest in Europe, whereas Bratislava International Airport is from the capital cities, one of the fewest visited airports. Thus, it has helped a lot, and this was, if I'm not mistaken, financed by the European Union as well. So this is one. Second, there is promotional advantages of joining the European Union. European funds were very heavily used in terms of promoting Bratislava, especially Slovakia, on international trade fairs, focused on travel and tourism, as well as infrastructure in travel, what is regarded to hotels and accommodation facilities, and skiing resorts were developed also utilizing European funds in huge numbers. We are talking about dozens of millions of euros. Why is more profitable to organize travels abroad than to try to bring foreigners here in Slovakia? In our travel agency, we do both. It's a completely different market. Here we're established, we make advertisement of our programs in Slovakia in order to send Slovaks abroad. To bring people, let's say, from Turkey or from Greece or from Cyprus or from Austria in Slovakia, it's completely another kind of business. You must go there to advertise, you must find these people in several expeditions where we take part in order to bring them here. It's completely two different things. I cannot say what is easier and what is more difficult. For example, we try to bring people here in bigger quantities. So with one contract, let's say, we bring here, let's say, 500 people or 1,000 people. But to send people abroad, we are looking for couples, for families. So we pick up them very slowly. Your agency is specialized on summer tourism. Yes. Which are the most attractive destination for Slovakian people? The most attractive destination is Croatia. Croatia, because Croatia is very close. They go to Croatia by their own cars. The second attractive destination is Greece, and the third attractive destination is Turkey. Sometimes it's competition between Greece and Turkey, second and third position. Of course, to Turkey they go only by plane, but to Greece they go also by buses and by their own cars. To Croatia they go by cars or by buses. Do you have some statistic about the amount of money that 1 million Slovakian people that travel abroad in a year spend during their summer holiday? Yeah, there are big differences because it's completely different packet to buy holiday by plane or to go by your own car. What is the average? If somebody goes by own car, I cannot say you because I don't know how much money he spends there. He organizes his packet alone. Many people find holiday through internet, so even you don't know how much money they pay. I can answer you about average prices, people who go by buses or people who go by plane. In Slovakia, it's very popular, the 10-day program. Somebody goes somewhere and stays there 10 or 11 nights. So it's not only 1 week. In Macedonia, you are used to go 1 week, Saturday to Saturday. But Slovaks, they go 10 or 11 nights. Because if you pay the ticket, then it's better for you to stay there 2-3 days more. Why to come back
after 1 week. So, for around 10-11 day program, for around 3 or 4 star hotels, Slovaks are paying around 500 or 600 euro per person in one, let's say, all-inclusive hotel. If they will go in one hotel with harbord, they pay around 500 euro maximum. And also they have possibility to go by the without food, and they will pay 450 euro per person maximum. You mentioned that Croatia is most attractive destination for Slovakian, then Greece and Turkey. Not most attractive. It has the most visited because it's closed. They can go there with few expenses for transportation. Did you try to offer Slovakia to Macedonian tourists or to attract some Macedonians in No, we didn't try at all with Macedonia because we have big problem to Halkidiki or to Paralea Katerini. It's our own program, so we want to sell this program. We don't have interest to make competition to our program with Macedonia, let's say. But with Macedonian people, we don't have any contact to bring them here. I don't know if they have interest. How many visitors do you have a daily in high season on this city tour, like we are now? We have several hundreds of such visitors. Sometimes it's close to 1,000, but those are really peak days within the peak season, like Saturdays in July and August. Typically it's about 100, 200, 300, depending really on the weather and on the specific time of a year. But I need to say, in general, in the peak times we have about 12 to 15,000 visitors of the city per day in the top season. What is the target annually? The target annually, we are talking about accommodated guests. Before I was not. So accommodated guests per year, it's around 900,000 per year. So maybe the target is million Yes. a year in Bratislava only. As the tendencies are growing, and this year we are recording plus 10%, I believe within 2 years we should reach 1 million visitors per year. What is the price of this tour? The regular price of this tour is 10 euros, including 20% VAT per person. Children are half, and those who do not need seats or animals, they are free of charge. For special groups, we have special prices. So if there is a group of children or students or elderly people or disadvantaged people, or a special event which is related to charity, it's typically between 0, meaning gratis, free of charge, up to 5 euros per person, but those are special cases. What do you like the most in Bratislava? I like the people and the beauty of your country. It's lovely. And being free, I think is wonderful. And you're celebrating that today, your freedom. So we're happy to share it. And your food is terrific. I mean, but the people mostly, they're very friendly, very nice. And we've enjoyed ourselves immensely so far. The old town here on the spot, and the new creations between the old one and the new buildings. That's interesting. Oh, it's very nice. Lots of historic places to see. We went to the palace. Is it palace or castle? It's very nice. I love the people here. Very friendly people, and very pretty people too. Well, everything. People, they're nice. It's clean. The food is good. Not very expensive. Well, there are a lot of good. To relax. It's a place to relax. That's why we came here, to relax. I like the city center, the cafeterias and squares, and I like tourists. Европскиот убавец на својот пат од Шварцвалд до Црното море поминува низ повеќе европски градови. Братислава имала среќа да биде еден од нив. Денес, кралската река, како што го нарекуваат Дунав, го крстосуваат безброј помали и поголеми бродови. Освен како транспортен коридор за превоз на патници и стоки, има значајна улога и во словачкиот туризам. Неколку часовно разгледување на Братислава со крузер преку Дунав чини 30 евра. Повратен билет до Виена околу 40. Кога договорот од Шенген ги избриша границите, многу европејци го искористија Дунав за да дојдат тука и да ја запознаат Братислава. Величанствен, голем, значаен океан. Дунав. Втората по големина река во Европа со 2860 километри. Патешествието го почнува во Германија, од Шварцвалд
и минува низ вкупно 10 држави пред да се влее во Црното море. Реката за сите, па и за Словачка е исклучително значајна. Ја користа за товарен транспорт, производство на хидроелектрична енергија, индустријско и стамбено водоснабдување, наводнување и риболов. 5 држави го користат Дунав како значаен извор на енергија. Хидроелектричната енергија, например во Словачка, се користи 16% и е вториот извор на електрична енергија после јагленот. Движењето на товарни бродови е најважната економска употреба на Дунав. Пловене вкупно 2415 километри, од Хелхейм до влезот на Црно море. Во Словачка Дунав е природната граница на земјата со Австрија. Братислава е портата за патување по Дунав. Бродови се вкотвуваат во непосредна близина на стариот дел на градот. Во текот на денот пак има неколку бродови што се обраќаат до блиската Виена и назад. На само 45 километри туристички незаборавно доживување, а за Братислава и за незините убавини сведочи локалниот туристички водич. What do you like the most in Bratislava? Well, I was born here, so it's my native city, so I like everything, but the most I like the historical center. And now the houses are renovated, there are many cafes, the town has nice atmosphere, and I like St. Martin's Cathedral, which used to be the coronation church of Hungarian kings and queens. The castle is now renovated on the hill with nice views. The main square is very nice. So also this square, which arose just outside city walls. So, and we are just on the Danube, so it is said that our city has atmosphere of Mediterranean cities, but without sea. Our Mediterranean is Danube. Who are the most frequent tourists? Where do they come from? Well, we have many tourists traveling along the Danube. They do the river cruises, so we have many tourists from USA, Canada, Australia, also Britain, and many German tourists and tourists from Austria. Yeah, do you have tourists from Macedonia or from the Balkan Peninsula? Sure. We have one guide, very excellent guide. He's originally from Croatia, so he knows, and I always see him speaking one of Macedonian or Croatian or Serbian language. So I think there are quite a lot, but he guides there because he speaks the languages. What is your most favorite story about Bratislava? So there are many stories about Bratislava. I like the story about, there is a statue of Hans Christian Andersen near here. He was Danish writer of fairy tales, and in the 19th century he was traveling along the Danube to Vienna. And at that time it was a steamship, and the ship needed fuel, so by chance the steamship stopped here, and he had 2 hours for visiting our city, and he was walking around the city, and later he read about it in his memoirs, especially about Bratislava's girls, very nicely, so we were very pleased, and we put his statue here as a commemoration of him. And what can you say about the prices and the accommodation after Slovakia is part of the European Union? Are the prices higher or lower maybe? Well, so first of all I can say that since we are member of European Union, so it is much better because we are not so isolated like we used to be. Thanks Danube we are connected with other cities on Danube, other European cities. And as far as prices are concerned, we adopted euro in 2009, so on one hand it's a big advantage because we don't have to exchange money when traveling to the countries with euro. So this is big advantage. On the other hand, the prices for us are growing higher, but still comparing to Austria, the prices are lower because average monthly income here is lower than in Austria. So that's why we have also many guests from Austria. For them it's much convenient that the other way around, of course. So you can buy half a liter of beer for €30, what is very good price. Sometimes mineral water is higher, it's more expensive than beer or wine, and we have very
what is about Bratislava also significant and important that thanks to the location at the foothills of the Carpathian Mountains, Bratislava is one of the biggest wine regions in Slovakia, and wine from here is famous for its quality. So you can buy wine everywhere here, and even one of the wines was most favorite wine of Maria Teresa, one of the red dry wine called Frankowka. Okay, now we are close to the city castle. Yes. Can you explain the history, to give us short history of the castle and talk as a tourist guide, please? I'm not a certified tourist guide, so I have to be very careful. But what is definite, the castle now is in the hands of the parliament, and the parliament organizes events at the castle. There are also regular concerts every month minimum, which is organized by the Bratislava Tourist Board. Then it is a very nice place to take a look at the other countries because you can see Austria, you can see Hungary from the castle. And also the castle was guarding the Amber Way on Danube. So it is located on a very nice cliff over Danube, and this is the only place where a series or range of hills touches Danube as such. This is the only place here right in Bratislava, and castle is on top of it. The entering is free, or the tourists have to pay for entrance fee? Entrance fee to the castle area, to the campus, and to the courtyard of the castle is free of charge. However, if somebody would like to see the exhibitions, there is an entry fee between 3 to 4 euros per person. И навистина човек не може да остане рамнодушен кога прави приказ за инфраструктурните коридори во Братислава и кога на сред улица ќе налета на фичо со скопски регистарски таблички. Го сретнавме и Флориан Шварц, кој некое време живеел во Македонија, го купил ова возило и дошол до Братислава со него. Здраво. Здраво, Флориан. Здраво. Како тука? Како се најде со ова фичо со скопски регистарски таблички во Братислава? Добро, сега бев на пат од Скопје до Виена, бев еден ден во Белград и сега денес дојдов директно од Белград. Меѓу Анис Будапест, сега тука се неколку моменти и после ќе продолжувам до Виена. Како се допаѓаат патиштата во Словачка? Добро, вообичајно има добри патишта, ама што е малку проблем е дека плакаш патарина са неколку метри до австрийска граница и тоа ми е скапо. Затоа најверојатно ќе одам низ Петржалка и низ обични патишта, бидејќи не сакам да плакам за тоа. Ама инако мислам дека многу се подобри од пред 15 години кога бев тука претходниот пат. Подобри се патиштата сега? Да, се разбира. И добро. Што ми тешко е малку различно од претходно, значи не знам добро каде можам да возам и каде не, ама ќе се наукам, тоа нема да биде проблем, мислам. Колку пари е патарината за неколку километри од Виена наваму? Стварно не знам, бидејќи секогаш пробам да наукам друг пат, секогаш бев тука пред 2 години са не знам како се вика ова антена на планина и дојдов во обичен пат и исто така сега. Значи стварно не знам колку е тука. Знам колку беше во Маđarско, тамо беше неколку 13 евра и во Австрија исто така морам да плакам. Значи ако одиш низ три семји ќе биде малку скапо. Во секој случај патиштата во Словачка се доволно добри за ова твое фичо. Тоа без проблем, без никаков проблем. Фичото е направено со лоши патишта, значи тука е одлично. На автопат во која лента возиш, во третата или можеш и во втора? Може оди до 120 ако ставиш малку газ, ама не сакам да го убијам, затоа одам малку полека од тоа. Ти свират од позади или не ти прават? Не. Разбирате дека со таква кола не можеш да одиш толку брзо. Колку години е стара кола? Ова е од 82. Како го одржуваш? Добро, требаше неколку работи, не беше толку убава, не беше лоша колата, ама да, тоа тука имаше малку риге, тоа мораше да се средува. Инаку не лесна кола е, нема многу техника, затоа нема потреба на многу работи. Само нови гуми е важно да има заради безбедност. Да, гледај, нови се, стакло.
се што треба и багажник. како треба на Балканот. Бензин троши многу? Не толку. Има еден, не знам како се вика, трик, да одиш после камион и трошиш помалку. Зошто? Бидејќи од камионот, не знам, на македонски не знам, gives you a shadow of the wind, затоа не трошиш толку. Практикуваш така, си пробал? Да, цело време. И така е? Да. И трошам помалку од 7 литри со тоа. Само позади камиони? Еве тоа, полека одиш, да, ако немаш стрес, тоа е најлесното. Која е твојата следна дестинација? Каде ќе патуваш од Братислава? Добро, сега директно до Виена и после пауза. Ќе видиме. Не шеташ повеќе ни Словачка да Не, овој пат не, ама мислев да одим во Тренчин сега во септември со пријател, ама уште не сум сигурен така право. Пак со Фичо или? Ќе видиме. Кога станува збор за туризмот овде во Словачка, како се допаѓа? Извини, да, за секој пат поубаво е. Се секавам кога бев прв пат во Братислава во 89-ка, мислам, беше се сив, немаше боја, патишти беа многу лоши и тоа нешто друго сега. И за крај уште едно прашање, како се влюби во Фичото? Зошто баш овој автомобил? Добро, ми се допаѓа колата и еден детал, мојот дедо имаше Fiat 600 во 55-ка, 57-ма, не знам кога, значи има слики со Фичото, мојот татко така, мојот дедо, и добро, и да живеем во Балканот, мислев дека добре е да го купам. Ти благодарам многу за овој разговор и среќен пат. Со задоволство. Се најдобро. Чао. За да не ви оставиме впечаток дека Словачка е само она што го видовте на оваа турнеја од EU Карванот, еве на крајот уште неколку информации. Словачка е прва во светот според бројот на замоци и тврдини по глава на жител. Има повеќе од 6000 пештери, 9 национални паркови, 1000 природни резервати и повеќе од 1300 извори на минерална вода. Сликата ја заокружува следниот податок. Престижниот туристички информатор U-City Guides ја посочува Словачка како една од трите земји со најубави жени во светот. Дали е тоа така, уверете се сами. Јас ве поздравувам до следната епизода.